Краток преглед на денешните настани. Поскапувањето на цената на водата за наредните 2 години предизвика жестока расправа на денешната седница на Советот на општина Охрид. Гарантираните цени не го подобруваат животниот стандард на граѓаните. Извадена поголема количина отпад од водите на езерото кај Пештани. Приведени македонски и албански државјанин затекнати при пустошење шума на Јабланица. Повеќе од 20 жртви во несреќата во Венеција. Повеќе за најавените и за останатите настани од денес ќе дознаете во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес свежо утро, времето во текот на денот сончево и многу топло со максимални 25 степени Целзиусови, а во текот на ноќта кон четврток претежно ведро и топло. Утре во крајните северозападни, северни и североисточни делови од Европа умерено облачно и нестабилно со дожд, ветар и високи температури. Во останатите делови од стариот континент времето претежно сончево со локална облачност и надпросечно топло за овој период од октомври. На Балканскиот полуостров во четврток претежно сончево со локална облачност и топло време, максималните дневни температури од 21 до 27 степени. Во Македонија во четврток свежо и потопло утро со благ пораст на утринските температури. Во текот на денот претежно сончево со локална облачност и многу топло, ќе дува засилен североисточен и северозападен ветер. Минималните температури во Македонија од 5 до 17, максималните од 22 до 30 степени Целзиусови. Во Охрид во четврток не очекува свежо, но потопло утро. Во текот на денот сончево и топло, утринската 10, дневната 24, а во петок сончево и топло со дневна температура до 23 степени. Во сабота и недела студени утра, температури до 8 степени, а во текот на денот сончево и топло со максимални 22 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Правни субјекти, исполнете ги вашите законски обврски од областа на безбедноста и здравје при работа со наша помош. Превентива инженеринг село Оровник. Вршиме прегледи и испитувања на работната средина и опрема, мерење на заштитното заземјување на електричната инсталација во објектот, обука за безбедност и здравје при работа на вработените лица, испитување на физичките штетности, микроклимата и осветленоста во работните простории. Изготвуваме изјава за безбедност согласно Законот за безбедност и здравје при работа. Единствени сме во регионот. Брзо, точно, навремено и по најниски цени. Превентива инженеринг село Оровник. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените.
Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Ана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Ана Бела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Поскапувањето на цената на водата за пиење за наредните 2 години предизвика жестока расправа на денешната седница на Советот на општина Охрид, како и на цената за одведување на урбани отпадни води. Утврдувањето на тарифата за водната услуга, снабдување со вода за пиење на јавното предпријатие Водовод и за утврдување на тарифата за собирање и одведување урбани отпадни води на јавното предпријатие Нискоградба Охрид, на денесната 33-та седница на Советот на општина Охрид предизвикаа расправа која траеше речиси 1 час. Милена Гроздановска, советничка од СДСМ, посочи дека цената е утврдена од страна на Регулаторната комисија за енергетика, врз основа на податоци доставени од јавните предпријатија. Укажа на деценискиот проблем со загубата на вода, особено како резултат на дивите приклучоци, па запраша што во врска со овој проблем презема јавното предпријатие Водовод Охрид. Затоа во овој момент јас барам директорот да конкретно да ми одговори дали нешто е превземено во однос на откривањето на диви приклучоци или не е превземено. Греота е ние во Охрид лежиме, градот Охрид лежи на вода, ние граѓаните да плаќаме најскапа вода. Председателот на Советот Сашо Донев ја одговори на советничката дека од испумпаните 6 милиони кубни метри вода за пиење, фактурирани биле само 2, дека разликата на цената добиена од регулаторна до оваа која сега треба да се гласа е малку поразлична, објасна Донев. Оваа цена на вода не е максималната која што е понудена, е просечна цена која што е понудена на денешната седница. Маријан Ристевски, веде директорот на јавното предпријатие Охрид, кој неодамна присуствувал на конференција токму посветена на загубата на води, детално објасни која е причината за тешкото откривање на дивите приклучоци и загубата на вода во Охрид. Ристевски кажа дека многу помали и понеразвиени општини од Охрид располагаат со софистицирана опрема за пронаоѓање диви приклучоци и загуба на вода. Ние имаме опрема во која 30 години не се инвестирало. Технолошката состојба на јавното предпријатие во делот на и некакви иновации е на најниско ниво. Ви кажувам, лично се страмев да кажам со каква опрема јавното предпријатие располагат. Значи не е ова опрема која што не е поседувала оваа година. Значи во овие 30 на изминати години дали некого му одговарало или не му одговарало да набави опрема, да воспостави скада систем на кој што ќе имате точно мерни инструменти, на кој што точно ќе детектирате дефекти, на кој што точно ќе регулирате и притисок и загуба на води. И покрај ваквата состојба на јавното предпријатие само за 1 година направена е заштеда на вода од 0,8%, кажа Ристевски. Советничката од редовите на Левица Виолета Абрамовска во врска новата цена на водата кажа дека нема да гласа за оваа точка и уште еднаш запраша зошто никој досега не побарал одговорност. Ќе се навратам на она што секогаш го барам, одговорност од претходните раководители, од претходните власти локални да речам,
кои ги донесоа до оваа ситуација јавните предпријатија и впрочем и општината Охрид. Никој од никого не барате одговорност. Не знам зошто, а ние како граѓани треба да им ги плаќаме криминалите на претходните раководители, на претходните членови на управни и надзорни одбори, на корумпираните градоначалници. Директорот на јавното предпријатие Водовод Охрид одговори на Аврамовската гласа според собствено убедување, но да не ги замајува граѓаните, туку да се држи до аргументите и до законот за утврдување на цени на водните услуги. Имате член во управен одбор во нашето јавно предпријатие од Левица, кој што може би од мене и од вас подобро ја разбира проблематиката, го прочитал законот, го увидел и гласал за оваа одлука на цена. Не затоа што сакал, затоа што податоците се оние кои што се во рамките на регулаторна комисија која ги утврдила. Што се однесува до осовременувањето на јавното предпријатие Водовод, зголемувањето на наплатата и намалувањето на потрошувачката на вода, председателот на Советот Сашо Донев најави голем проект кој токму во оваа насока. Станува збор за финансиска инјекција каква ова јавно предпријатие досега не добила, а со ребалансот на општинскиот буџет ќе се издвојат дополнителни 6 милиони денари за замена на сите пумпи и 250.000 евра за замена на пумпите во пумпната станица Метропол, кои трошат огромни количества електрична енергија. И јас и градоначалникот бевме на состанок во Министерство за животна средина и сакам да ве информирам дека владата ќе издвои 900.000 евра за општина Охрид. Ќе аплицираме со проект кој што ќе го изготви јавното предпријатие Водовод и сите тие 900.000 евра ќе ги инвестираме во промена на водомерните броила кои што не се заменати во јавното предпријатие од 15 и 20 години наназад. Донев ја спомна и инвестицијата тешка околу 6 милиони евра за свинишките извори, за која веќе е изготвен проектот, а која доколку се заврши, водата Охрид ќе ја троши по гравитационен пат со 50% помала потрошувачка на електрична енергија. На денешната 33-та седница на Советот на општина Охрид, советниците дадоа зелено светло и за одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите во неколку јавни предпријатија во Охрид. Бе изгласани и точките од дневниот ред кои се однесуваа на одлуките за формирање на поголеми или помали групи во детската градинка Јасна Ристеска, за утврдување на работното време на вработените во оваа установа. Се усвои годишниот извештај за работењето на установата и годишната програма за згрижување и воспитна работа во установата, а се даде согласност и за одлуката за именување на правилникот за систематизација на детската градинка Јасна Ристеска. Беше усвоена и одлуката за пренесување на право на користење на опрема за голф, собственост на општина Охрид, на јавното предпријатие Билјанини извори, а беа изгласани и околу 30 точки од сферата на урбанизмот. Воведувањето на гарантирани цени на основните прехранбени производи не го подобри животниот стандард на граѓаните. Од инфлацијата најпогодени се пензионерите кои се жалат дека едва врзуваат крај со крај. Дополнително велат, дел од трговците не ги не почитуваат мерките. Според експертите, мерките треба да се носат на подолг рок, но напоредно со нив да растат и платите и пензиите. И покрај воведувањето на гарантирани цени на основните прехранбени производи, односно намалување од 10%, граѓаните се жалат на високите цени. Велат едва врзуваат крај со крај. Цените на лебот и пекарските производи, млеко и млечните производи, месото, тестенините се уште се превисоки. Најпогодени се пензионерите со ниски месечни примања. По моје мислење, европско име направено сега за овдека и домашни. И, например, пензионер овдека, то тешко да опсани. Камо е струјата, камо е гасот, камо е ови други работи на матери. Дојд порез или нешто друго. Болен ако остане. Каде? По моје мислење, цените се претерано ко европски. Има поминато и во сиви продавници, нешто гледам дека се повеќе него од Немачка или Швајцарија или било.
Пазарниот инспекторат минатиот месец изврши над 550 контроли. Констатирани беа неправилности за што беа казнети 32 правни субјекти. Затворени беа и маркети во Скопје, Куманово, Кичево, Гостиварка, Вадарци, Тетово и Струга. И покрај замрзнувањето на цените на дел од производите, граѓаните се жалат дека мерките не се почитуваат. Јас мислам не ги почитуваат. И за гарантирани цени кај што пишува дека не ги почитуваат. Не. И некои производи што требаше да се намалат, намерно ги нема. Например, овошје во маркетиве сега помалку имат, на тие што треба да ги намалят цениве, не, ради тоа ги имат намерно повлечено од гондолите. Да ви кажам, скапо е, скапо, како се живе, скромно. Иначе јас пензија земам, цените се скапи. За заштита на граѓаните, владата на 18 септември донесе одлука за воведување гарантирани цени на 25 основни прехранбени производи, која важи до крајот на ноември. Експертите велат за ваквите мерки да го подобрат животниот стандард, треба да се носат на подолг рок, но и поради глобалниот раст на цените да се зголемуваат платите и пензиите. Бескрајното одлагање на роковите за изградба на автопатот Охрид-Кичево и зададе сериозен удар на оваа, па може да речеме успешна туристичка сезона. Туристичките работници велат дека традиционалните гости веќе го избегнуваат Охрид поради бескрајната изградба на автопатот и потенцираат дека за развој на здрав туризам, здрава економија, потребна е добра патна инфраструктура. Бескрајни градежни работи на автопатот, огромни материјални штети за туризмот. Крсте Блажевски, председател на ХОТАМ, на вчерашната средба на туристичките работници со председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски во рамки на акцијата "Важно е, од тебе зависат промените", а во врска со изградбата на автопатот Охрид-Кичево и загубите кои во туризмот регионов ги губи поради тоа, вели дека нема веќе обвинување. Едноставно објаснување за оваа ситуација е дека толку не бива. Покрај проблемите со патната сообраќајна инфраструктура, тука е проблемот и со железничката поврзаност на земјава и регионот. Хаотичниот развој на регионов по дејности пак е резултат на донесувањето и недонесувањето на детално урбанистичките планови, кои произлегуваат од генералниот урбанистички план. Неопходно е да се донесат нови генерални урбанистички планови за градовите Охрид и Струга. На последно донесениот генерален урбанистички план за општина Охрид во 2005 година важноста му измина во 2015, што значи градот влезе во 8-та година како проблемите од урбанизмот се решаваат парцијално со детално плански урбанистички документации. Немаме детално урбанистички планови. Тие детално урбанистички планови, дали ќе почне една влада или друга или трета или која и да е, тие мора да ги имаме, тоа е на основа за развој не само во туризмот, него општо во сите гранки кои постојат на Охридско-Струшкиот регион. Се надеваме дека, како што беше кажано исто, дека на овие прашања треба сите влади да го прифатат тоа и едноставно да биде понудено и зацртан еден план кој би траел за следните 50 години, да знаеме како ќе изгледа, што треба да очекуваме во следните 50 години и така и тие млади деца кои одат од државата да знаат кога нивното време ќе дојде. Блажевски вели дека стои апелот да се заврши барем сообраќајното решение од аеродромот до влезот на Охрид и Струга, но тоа не се случи, па првата слика со која гостите се среќаваат велате како да влегуваат во Бејрут, а не во Охрид. Таа гледка, наместо да биде која ќе се оди во туристичко место со убаво осветлен пат, ако доаѓа авионот навечер, со цветиња, со убави зеленила покрај патот и да се знае што е влез, да биде обележан влезот, да биде влез на Охрид, Welcome to Охрид и така натаму, истото и за Струга. И покрај актуелната градежна состојба со овој проект, Олег Маленко од туристичката агенција Виспој уште се надева дека патот ќе биде завршен. Вели дека се сеќава на тоа колку било судуван кога бараше на почетокот на летото да се запрат работите на влезот во Охрид, а сега кога значително е намалена фреквенцијата на сообраќај, сезоната на самиот крај, бројот на гостите многу мал, а на делницата ништо не се работи. Бев еден од најсрекните луѓе кога почна овој проект да се работат во 2014, се сум еден од најнесрекните затоа што после 10 години не е изграден. Жалам што е вака. Све што да кажеме е, значит, неважно кога го гледаме ова ругло овдека на влезот од Охрид.
многу луѓе го избегнуваат Охрид, поготово традиционалните гости кои ги имавме од Србија, кога не доаѓа гостите од Европска унија, веќе го избегнуваат овој пат и чекаат да се направи нормално. Имат луѓе кои кажуваат ајде кога ќе направите автопатот за да дојме, не сме дојдени 10 години. Во кој правец се движат работите, Блажевски вели, нека ни дадат на сите 3000 вработени во туристичкиот сектор по една лопата да организираме една работна акција и барем од аеродромов до Охрид и Струга да го направиме патот сами, бидејќи како стојат работите од сезона во сезона, почнуваме да ги губиме и традиционалните туристички гости, оние кои барем еднаш во годината мора да го посетат Охрид. Струга во петок 6 октомври повторно неколку часа без вода. Причина за прекинот на водоснабдувањето и изведување работи од страна на ЕВН Македонија. Прекин во водоснабдувањето ќе има во периодот од 9:30 до 12 часот, информираат од јавното предпријатие Водовод и канализација од Струга. Акција за чистење на дното на Охридското езеро кај Пештани, изведена по голема количина различен отпад. Согласно годишната програма на секторот за заштита на животна средина и управување со отпад за 2023 година, на 30 септември се одржа акција за чистење на дното на Охридското езеро пред селото Пештани. Од дното на езерото беше извадена поголема количина на отпад, стари гуми, пластични и стаклени шишиња и покуќнина. Чистењето го реализираше клубот за подводни активности, а целта на акцијата е подигање на јавната свест на населението за заштита на Охридското езеро, информираат од општина Охрид. Приведени македонски и албански државјанин затекнати при пустошење шума на Јабланица, кривична пријава и за Лешанец за транспорт на огревни дрва, кој претходно неовластено ги пресекол, следува полицискиот билтен. Денеска, 4 октомври, полициски службеници на единицата за брзо распоредување во подножието на планинскиот врв Стрижак на планината Јабланица го лишиле од слобода албанскиот државјанин ФН, 41 годишен, затекнат при нелегална сеча на шума, поради што се сомничи дека сторил кривично дело опустошење на шума, казниво по член 226 од Кривичниот законник. При преглед на теренот била пронајдена и локацијата каде што били исечени дрва, биле складирани и подготвени за транспорт, каде бил затекнат и лицето ИБ, 50 годишен од село Велешта Струшко, со патничко возило Ауди, а на местото биле пронајдени околу 25 метри кубни дрва, багер, пили, секира и други предмети поврзани со кривичното дело. Двете лица се приведени и ќе бидат предадени во полициска станица за понатамошна постапка, а по документирање на случајот против нив ќе следи соодветна пријава. СВР Охрид поднесе кривична пријава против лицето ВМ, 41 годишен од селото Лешани, општина Дебарца, поради постоење основи на сомнение за сторени кривични дела кражба, фалсификување знаци за обележување на стоки, мери и тегови и фалсификување службена исправа. Тој на 10 август 2023 година на магистралниот пат Охрид-Кичево кај селото Климештани бил затекнат како со товарно моторно возило врши транспорт на огревни дрва кои претходно неовластено ги пресекол, пошто извршил нелегално жигосување на дрвната маса и фалсификување на испратница за дрвата и ја прикажал како уредно издаден документ од јавното предпријатие Национални шуми. СВР Охрид поднесе кривична пријава против лицето ОК, 57 годишен од Охрид, поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело бесправно градење. Тој на катастарска парцела на улицата Даме Груев во Охрид, спротивно на законот за градба и без соодветна документација за градба, издадена од надлежен државен орган, бесправно изградил стамбен објект за домување. Следуваат вестите од светот кои беа денес актуелни. 21 лице загинаа, меѓу кои 2 деца, а 15 се повредени, од кои 5 потешко, кога автобус со туристи паднал од надвозник во близина на Венеција во северна Италија. Автобусот излетал од патот и паднал во близина на железничка пруга во областа Местре, која е поврзана со Венеција со мост. Причината за несреќата се уште не е утврдена. Италијанските медиуми јавуваат дека автобусот паднал од височина од 30 метри пред да се запали. Официјални лица изјавиле дека возилото паднало на далноводи и се запалило. Утрово пишуваат италијанските медиуми, автобусот е веќе отстранет од местото на несреќата. Меѓу 15 повредени идентификувани се 11, 4 украинци, 2 шпанци, 2 австријци и по 1 германец, французин и хрват.
Неколку лица се повредени во пукотница во близина на универзитетскиот кампус во Балтимор доцна синоќа, соопшти полицијата во градот на Источниот брег. Полицискиот оддел во Балтимор објави дека одговориле на пукањето во близина на кампусот на Државниот универзитет Морган. Полицискиот оддел во Балтимор потврди дека има повеќе жртви. Ве молиме, продолжете да се засолнувате и избегнувајте областа, соопшти полицијата. Универзитетот исто така ги повика студентите и нивните семејства да ја избегнуваат областа и да се засолнат. Универзитетот има околу 9000 студенти. Началникот на штабот на цивилна заштита и пожарникарите од Осијек објави нови снимки од пожарот во компанијата во Осијек. Како што објавија хрватските медиуми, пожарот во просториите на компанијата Драва Интернешнл во Осијек избувнал по полноќ. Поради огромното количество пластика која се запалила, граѓаните се предупредуваат да не остануваат премногу долго надвор, бидејќи во воздухот може да има канцерогени материи. Председателот на Европскиот совет Шарл Мишел изјави дека Украина би можела да се приклучи на Европската унија во 2030 година, доколку двете страни си ја завршат домашната задача. Украина и другите земји кандидати мора да спроведат реформи, да се борат против корупцијата и да ги исполнат законските барања. Ние во Европската унија треба да ни биде јасно што сакаме да постигнеме заедно, кои се нашите приоритети и на што сакаме да трошиме пари. И ние мора да ги забрзаме нашите процеси на одлучување, изјави Мишел во интервју за Шпигел. Тој предупреди дека земјите од Западен Балкан 20 години чекаат да влезат во Европската унија, поради што таму расте влијанието на Русија и Кина. На забелешката на германски новинар дека САД досега обезбедиле повеќе воена помош за Украина отколку сите земји на Европската унија заедно, Мишел рече дека ова не е надпревар и дека, гледајќи наназад, малкумина би очекувале Европската унија да испорача на Украина оружје вредно милијарди евра. Почитувани гледачи, ова е се што подготви информативната редакција на ТВМ за првото издание на Дневникот. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно.